Светлана Зарудна од Киев има 18 години возачко искуство. Спокойно почуваюсь. Смирена сум додека возам. Возам многу, особено од почетокот на војната. Често сум на првата борбена линија како волонтер. Сакам да бидам на пат. Тоа ми го одвлекува вниманието. Некогаш работела во комуналниот сектор, но неодамна останала без работа. Тогаш решила да ја промени кариерата и да стане возачка на камион. Це можливість самостійно. Ова е можност за заработка. Имам 2 деца, мојот сопруг е во вооружените сили. Мислам дека е неопходно да се вози секое возило, вклучително и камион. Зарудна аплицирала за програма финансирана од САД, која ги учи жените бесплатно да возат камиони. Проект реализується у партнерстві з Міністерством розвитку. Нашиот проект е во партнерство со Министерството за развој на заедниците на териториите на Украина. Финансиската подршка е од УСАИД. Преку невладина организација, Фондацијата за институционален развој, го имплементираме овој проект. Повеќе од 1000 кандидати се пријавиле за програмата. Биле примени само 120. Базою цієї програми є, звісно, програма. Основата на оваа програма е обука за возење камион. Секој возач мора да ја заврши. Постојат 2 категории на возачки дозволи – за камион и камион со приколка. Програмата ја поддржуваат повеќе од 20 приватни компании, од трговци на мало до агропроизводители. Тие обезбедуваат камиони за часовите. И всі ці компанії долучилися Овие компании се обврзуваат да вработат жени возачи потоа да им дадат пристојни услови за работа. Деркач вели дека со оглед на тоа што многу мажи служат во армијата, побарувачката за возачи на камиони е зголемена. Після початку повномасштабного вторгнення всі Со логістичні целосната инвазија се сменија сите логистички правци. Ја затворивме целата воздушна логистика, па превозот се прелеа на железницата и патиштата. Бројот на камиони кај нас е двојно зголемен за 2 години, од 60 на 120.000. Тој вели дека жените се охрабруваат да влезат во полето каде вообичаено доминираат мажи. ми говоримо, що є людина і є професія, і неважливо. Велиме дека без разлика на полот, секој може да ја совлада секоја професија. Професијата возач е кул. Распоредот на работа и одмор е многу јасен и флексибилен. Добри услови за работа и плата. Жените исто така можат да изберат да возат товарни возила. Еден синџир супермаркети вели дека е подготвен да ги вработи. Ми розуміємо, що в цей проект свідомо війшли жінки. Слушнавме дека овој проект потикнал жени кои се подготвени да пробаат нешто ново. Со задоволство би вработиле 20 жени. Светлана Зарудна е уверена дека наскоро ќе може да вози камион лесно како незиниот автомобил. Потоа, жените како Зарудна можат да ги прошират своите хоризонти и да добијат меѓународна возачка дозвола.